Веројатно минатата сабота започнавме со Откровение 14 глава и трите ангелски вести, или троангелската вест, или порака. Па ајде да ги прочитаме повторно 6 и 7 стих. Не знам дали ви ги пренесов поздравите од сестра Марија и брат Александар. Заборев, еве, значи, ми текна последен миг. Значи, Откровение 14 глава, 6 и 7 стих, да се подсетиме, ова е првата ангелска вест, која што гласи. И видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, на секој племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас, бојте се од Бога и подете му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклоните му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Прво нешто што овде се спомнува е проповедање, односно ангелот го носи, го има и го носи вечното Евангелие. Едно е тоа, кое што е вечно Евангелие, а сите други се креација на човечки умови и тие не се ни приближно до вечни. А зошто се нарекува вечно Евангелие? Ова како едно прво прашање, да речеме, за денеска. Знаете, на почетокот, значи да свртиме во прва книга Мојсиева или Битие, во прва, втора, трета глава, овде малку ќе се задржиме како за почеток. Во почетокот Бог го создал човекот според својот лик. Значи не само физички лик, туку пред се по карактер. Свет, непорочен, праведен, послушен. И како една видлива манифестација, приказ на таа негова светост била онаа наметка од светлина, кој што можеме само да си ја замислиме, не знаеме зашто точно станува збор, меѓутоа, навистина нешто прекрасно било, веројатно. Што означувала праведност, светост, а под праведност и послушност? Не можете да бидете праведни, да исполнувате правда ако не сте послушни на некои уредби, заповеди. Во една таква состојба, во една безгрешност, Адам и Ева биле голи, вели таму, нормално облечени, покрини со таа светлина, меѓутоа 25 стих во втората глава вели, обајцата беа голи, човекот и неговата жена, но не се срамуваа. Што ќе каже дека и срамот, меѓу другото и срамот, како едно неугодно чувство, се појавило после падот во грев. А после падот во грев се случило во 7 стих, 3 глава, откако, значи прва последица, била да се изгуби таа наметка од светлина. Зашто повеќе не биле послушни, повеќе не биле свети, повеќе не биле праведни, ја изгубиле таа праведност. Да ја изгуба таа наметка и што се случува во 7 стих, тогаш на 20 им се отворија очите и согледаа дека се голи. Но овој пат ги фатило срам. И ќе видиме подосна, ќе се навратиме на тоа како се обиделе да го решат проблемот и да го покријат срамот. Но, голотијата, значи во овој случај, ако претходно наметката од светлина означува праведноста, послушноста, светоста, во овој случај сега голотијата асоцира на неправедност, на непослушност, на грешност. Самата непослушност е всушност греф, нели, кршење на законот. А Римјаните 6.23, според Римјаните 6.23, не мора ни да отварате, треба да го знаеме овој стих, плата за гревот, или овој превод, може би е така ми е посладок од ревидираниот, значи превод, вели платата што ја дава гревот е што? Смрт. Замислите си, гревот овде е персонифициран, како да е некоја личност која што запослува, и ако сте запослени кај гревот, платата ви е смрт. Вие си ја заслужувате, ние сите сме ја заслужиле таа плата. Непослушност, грев, плата за неја е смрт. Значи, автоматски ти станали смртни.
Битие 2.17, да се посетиме на стихот, вели да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Значи Господ им дал од се да јадат, освен од дрвото на познавање на доброто и злото, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Во денот кога ќе јадеш, навистина ќе умреш. Значи смрт веднаш. И сега како второ прашање, зошто не се случило тоа? Зошто Адам и Ева не умреле тој ден? Затоа што нешто друго се случило тој ден, а тоа што се случило било како резултат на планот за спасение на човештвото, доколку се случи вакво нешто, кој што од кога потекнувал? Уште пред создавањето светот, од вечноста. Токму затоа ова Евангелие се вели, се нарекува вечно Евангелие, затоа што е од Бога, затоа што е потекнува од вечноста и затоа го нарекуваме вечно Евангелие, се нарекува вечно Евангелие. Сите други така наречени Евангелија се од човек, се човечки измислици, освен вечното. Според овој план, што требало да се случи? Односно и се случило истиот тој ден, требало некој друг да умре и тој што ќе умре да биде без мана, безгрешен, да умре за грешните и да им обезбеди на нив барем одложување на смртта. Збориме за она прва смрт, иако плата за гревот е она втората смрт. Прво Петрово ќе отвориме во прва глава. Прво Петрово, прва глава. Значи, изборуваме за вечното Евангелие. Прво Петрово, прва глава. Од 18 до 20 стих. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне, кој беше предназначен пред создавањето на светот. Значи, тој план и тоа што опфаќаше тој план, она доброволна жртва на Христа како невино и чисто јагне, беше уште пред создавањето на светот, од вечноста. Тоа е барем за нас вечност, во наше сваќање на поимите. А се јави на крајот на времето заради вас. Тоа е планот, но да се вратиме назад, уште пред да му го објави Господ, да им го објави Господ на Адам и Ева овој план, истиот ден, кога тие паднале и сгрешиле, им бил објавен планот, меѓутоа претходно тие се обиделе да го решат самите проблемот. Со што? Со тоа што во 7 стих, него дочитавме, е последниот дел од стихот, сплетоа смоквени лисија, отколку се освестија дека се голи, за да го покријат срамот, сплетоа смоквени лисија и си направија прегачи. Но што тоа? Што корис од тоа? Кога, откако Господ ги побарал, го побарал Адам, каде си? Што вели тој од 10 стих таму? Тој одговори, значи Адам одговара во 10 стих од 3 глава, го чув твојот глас во градината, се исплашив зашто сум гол. Епа, нели има прегачи од смоквено лисие? Ти не помагаат, значи, да се покрие голотијата. Зарем ова не е проблемот на лаодикеецот. Преска сакав да искоментирам нешто како, така ми доаѓаат некои слики, замисли сега сте легнале голи, да спиете, и вие не сте свесни дека сте голи, се дека не се разбудите и не сватите дека сте голи. На некој начин тие биле свесни во на почетокот, значи во првиот грев, значи свеста била на многу повисоко ниво отколку денеска, сватиле дека се голи и дека тоа е една незгодна ситуација и се обиделе на свој начин да ја покријат таа голотија. Тој срам, меѓутоа не се покрил со смоквено лисие. Решението за спасение, за избавување и од срамот, и од смртта, и од самиот грев, не се наоѓа во човекот.
Туку, истиот тој ден, Господ во 15 стих ќе им го објави Евангелието, 3.15, јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, ти ќе му ја сотруваш петицата. Не само решението, овде е објавена и завршницата. Како сето тоа ќе заврши? Ќе заврши во полза на човечкиот род, со тоа што семето на жената, Исус Христос, ќе му ја смачка главата на змијата, претходно нели спомнува змијата, а со тоа и на ѓаволот. Ова е завршницата. Ова е едно големо охрабрување за Адам и Ева. Господ не ги оставил ни миг да останат во некоја разочараност. Веднаш истиот ден им го објавил планот на спасение. И подолу во 21 стих, решението за човекот, за неговиот срам, за голотијата, за гревот, за смртта. 21 стих, и Господ ни направи облеки од кожи на човекот и на неговата жена и ги облече. Че морало да умре невино и чисто јагне, или во случајов 2, и за Адам и Ева да бидат облечени. Никаков наш напор и обид. Вечното Евангелие тоа опфаќа. Господ е решението на тој проблем. И знаеме после тоа, всушност и воведот на еден жртвен систем, понатаму продолжува низ вековите и самото светилиште, налогот, планот што му го дал Бог на Мојсија да изгради земно светилиште, налик на небесното. Меѓутоа нема се задржуваме многу на целиот жртвен систем, ќе спомнам само два аспекти кои што ми се битни во случајов. Ќе отвориме затоа во Левит 21 глава. Левит 21. Два аспекти многу битни. Видите што било заповедано. Иако овде се однесува на телесна мана кај свештеникот, сепак ова алудира на првосвештеникот, на Исуса Христа, и на тоа дека тој треба и ќе биде без мана. Инаку нема решение на проблемот. 21 глава 17 стих. Речи му на Аарона, никој од твоите потомци, знаете од како било наредено не првородените, туку подосна левитите, односно оние кои што потекнувале од Аарон, да бидат првосвештеници, вели, никој од твоите потомци во нивните родови кои ќе имаат некаков телесен недостаток, не смее да се доближи да го принесе лебот на својот Бог. 18 стих, ни еден на кого има недостаток не смее да пристапува ни слеп, ни хром, ни со обезличен нос, ни со излишен член, ни таков кој има скршен рак или нога, ни подгрбавен, ни со сув член, ни со болни очи, ни лишав, ни јадежлив, ни килав. Ни еден човек од потомци на свештеникот Аарон, кој има недостаток, нека не пристапува да принесува паленица, бидејќи има недостаток, нека не се доближува да му принесува леп на својот Бог. Свештеникот треба да биде без недостаток. Ова е првиот аспект, битен. Во 22 глава, следната глава, во Левит, од 20 до 22 стих, читаме за жртвата каква треба да биде. 20 до 22. Не принесувате ништо со недостаток на него, значи тано збор за жртва, зашто тоа нема да биде примено. Ако некој му принесува на Господа помирителна жртва за да изврши некаков завет или за да направи доброволен принос, било од крупниот или од ситниот добиток, животното, за да биде примено, треба да биде без недостаток, никаков недостаток не смее да има на него. Никакво слепо или хромо, или со изместено гушаво, со оток или со јадеш животно, такво не му принесувате на Господа, ниту такво положувате врз жртвеникот како паленица на Господа. Просто свештеникот требало да биде без мана, жртвата требало да биде без мана. Зошто овие аспекти се битни? Затоа што и двете работи, односно целата светиња, целата служба, ако ја земете, посочуваат на Христа, и овие две работи посочуваат на првосвештеникот, наш Христос, кој што сами од себе се даде за жртва. Без мана. Чисто и непорочно јагне. И еве сега да отвориме како потврда на ова. Во Евреите 4.15. Послание до Евреите 4 глава 15 стих. Зошто немаме првосвештеник кој не може да се
да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушуван во се како нас, освен греот. Беше искушен во се, но не сгреши. Беше непорочен. Или ако тука може би некому не му е јасно, тогаш во Евреите 7.26 уште појасно пишува, Евреите 7.26 вели: зашто таков првосвещеник ни требаше и нам, каков? Свет, невин, непорочен, одвоен од грешниците и повозвишен од небесата. Станувајќи збор за Исус Христос, за некој друг. Свет, непорочен, безгрешен. А го прочитаме Прво Петрово, меѓутоа ќе го прочитаме пак, Прво Петрово, 1 глава, 18 и 19 стих, што веле овие стихови: знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне. Непорочно, невино и чисто јагне. Алудирајќи, укажувајќи повторно на Христа. Христос првосвещеник, без никаква мана, не само во си, не зборуваме за физичка смисла овде, безгрешен, но и како жртва, жртва без мана. Сега да отвориме во 1 Јованово 2.2. Тој е жртва помирница за нашите гревови, не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Таа жртва беше дадена, жртвата на Голгота, за целиот свет, без исклучок, на црн, на бел, на жолт, на не знам каков, на болен, на здрав. Или познатиот Јован 3.16, зашто Господ толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој што ќе поверува да не загине, туку да има живот вечен. Господ го возлюби светот, ја даде жртвата, својот син, за целиот свет. Тоа е вечното Евангелие. Меѓутоа, дали тоа значи, според ова, дали тоа значи дека сите ќе бидат спасени? Јас едно време имам проблем со наш брат, небитно кој. Тој мислише дека, силум, милум, сакаш, не икеш, Господ ќе те натера и ќе бидеш спасен. Што е, мислам, од старт, спротивно на на слободната волја со која што не создал Господ. Да прочитаме во Ефесијаните, имајќи во предвид стихот Јован 3.16, што кажавме таму? Секој кој ќе поверува. Значи, цената е платена за гревот, откупен е гревот на секого. Меѓутоа, дали ќе поверуваме, дали ќе го прифатиме тој дар? Спасението е дар. Ако греот ве запослил, платата е смрт. Меѓутоа, спасението не е плата, туку е дар, поклон. Ефесијаните 2 глава. Надоврзано на Јован 3.16, Ефесијаните 2 глава. Познати зборови, повторно 8-9 стих. Зошто по благодат сте спасени? Ова често пати се цитира и цитирано од многу говорници. Преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делото за да не се фали некој. И ќе рече некој, па е. Веруј и ќе бидеш спасен. Преку вера сме спасени по благодат. Тоа што значи ова? Знаете, ќе каже некој, па нели верата е дар? Благодата, спасението ни е дар, верата е дар, тоа е што? Филипјаните 2.13. И ова некој може да ви го цитира од оние другите. Филипјаните 2.13. Треба да сакаш, како што кажа логица, да прифатиш, да сакаш треба. И тоа некој ќе рече, па Филипјаните 2.13 вели, зашто Бог е оној кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Господ ќе ве натери да посакате.
И тоа пазите, зашто Господ е оној кој што действува во вас. Може Господ да действува во вас ако вие му пречите, ако вие не сакате. Тој може да действува да се роди љубов кај вас, меѓутоа претходно за да действува Светиот Дух. Вие треба да се согласите, да има ваша согласност. Господ не оди против вашата слободна волја, никогаш. Не оди, не може да оди. Значи, иако верата е дар, иако спасението е дар, има наш дел. Ако јас не сакам, никој жив не може да ме натре. И затоа на крајот, често пати знаеме да кажеме, нема да бидат спасени оние кои што не сакат да бидат спасени. И навистина е чудно. Што сакате полесно? Господ прави се за вас, Господ дал, платил за гревовите, и вие само треба да прифатите. Тоа е дар, поклон. Значи, можете само да го одбиете. Значи, да не сакате да го примете дарот. И луѓето измислуваат начини, многу потешки, фрустрирачки начини, начин кој што може да те сруши тотално, да мораш ти нешто да правиш, за да го заслужиш спасението, а оди направи да те видам да бидеш непорочен и чист и да го одржиш законот перфектно. Интересно. Подарокот е бесплатен, меѓутоа да не забораваме и тоа, за да имаме стравопочит, за кој што ќе зборуваме понатаму, да го имаме оној вистински однос према Бога, треба да сватиме дека подарокот е бесплатен, ама за оној што го прима е бесплатен. А дали е бесплатен за оној што го дава? Преку тој план на спасение, преку тоа вечно Евангелие, Бог има план ништо друго, освен да ја поврати онаа изгубена слава. Сите сгреши и изгубија славата Божја. Таа слава, таа наметка, таа праведност, да ја врати кај човекот. Меѓутоа, факт е дека, колку и да е бесплатно спасението, има одредени услови. Кои се тие услови? Черче сега, чекај, што треба да заработим? Рековме, никој не може да ве натера ако вие не сакате. А со сакањето доаѓа и следниот дел. Дела 2.38 ки читаме. Овие стихови се премногу јасни за да се збуниме. А Петар им рече, покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на вашите гревови. Да, Господ платил преку Христовата жртва. Но, дали без покаяние може да ни се прости гревот? А за да се покајате, треба да сакате, вие, самите. Не може Господ да ве тера со сила. Тоа треба да биде ваша одлука. Значи, за да ни се простат гревовите, треба да се покаеме, а еве тука е спомнато и крштевањето. Значи, целосно предавање, да му служиме на Бога. Или Дела 10.43. Дела 10.43. Сите пророци сведочат за него, дека секој кој верува во него ќе добие преку неговото име опростување на гревовите. Овде сега е спомнато верувањето, верат. Ако сакате да добиете опростување на гревовите, треба да верувате во оној кој што плати за вашите гревови. Евреите 7.25. Послание до Евреите, 7 глава, 25 стих. Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секојаш живее за да посредува за нив. Ние треба да веруваме во нашиот првосвещеник кој што посредува. Да сватиме дека на тој начин може да не спаси. Никако поинако, ако не ни е Христос, немаме друг посредник на небото, освен Исус Христос. А зашто ни е потребен тој посредник? 1 Јоанова 2.1 што вели? Ако сгрешите, имаме посредник на небото, за да гревовите не бидат простени. Или 1 Јоанова 1.9 е многу јасен стих исто. 1 Јоанова 1.9. Ако ги исповедате своите гревови, еве го условот, ако ги исповедате своите гревови, ако ги признаете, тој е верен и праведен да ви прости гревовите. И не само тоа, туку и да ве очисти од секоја неправда. Да бидете чисти, да бидете непорочни.
И нема еднаш спасен за секоја спасен. Тоа не е вечното Евангелие. Самото светилиште, пазите, е поука. Пак ќе се сетам на оној разговор со пасторот на Евангелска црква, што го обавивме јас и Саше на таа нивна евангелизација во Штип. Откако Саше онака полн со дух, почна да му ја објаснува некои делови од светилиштето и тој го слушаше и на крајот рече: види, Саша, мене тоа не ми е интересно. Тој дел не ме интересира. Мене ми е битна Божјата љубов, дека Бог не сака, дека го дал својот син во ред. Меѓутоа, дали во светилиштето не се гледа тоа? Во светилиштето се гледаат многу работи. Тоа било вечното Евангелие за стариот народ во Стариот Завет. Светилиштето, со многу поуки. Еве едно прашање. До каде одел, до кај го гледаме грешникот во светилиштето? Неговиот пристап бил до жртвеникот, каде што, нели, носел јагне, претходно нормално се каел. Еве го тоа, тој услов за да влезе во тремот, во дворот од светилиштето, се каел, го гледале сите, цел километар, не знам колку растојание одел се, за да влезе и да било дадено, значи, нож или било што и да е тоа, да го заколе лично тој јагнето, жртвата, и да биде принесена на жртвеникот. И толку. Ама тоа е многу битен дел. Понатаму го гледаме работата на свештеникот, или правосвештеникот, а сето тоа алудира на нашиот Господ Исус Христос. Од самиот жртвеник, уште од жртвеникот ако почнете крстот, и понатаму немаме време сега да зборуваме за светилиштето. Меѓутоа, никој со сила не може да го натера. Свештеникот не го прави тоа за вас. Вие треба да го земете јагнето, вие да го донесете да го жртвувате. Мора да спомним еден друг дел, посветувањето, кој што се запоставува, или можеме да го крстиме како плод на Евангелието. Вие станувате нова личност, примајќи го Евангелието. Тит, 2 глава. Посланието до Тит, 2 глава. Што велат овие стихови од 11 до 14? Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе. Да. Со ова сите се служуваат. Но понатаму продолжува, вели, која не воспитува, пазите, ова се однесува на благодатта, не воспитува да се откажеме од безбожноста и светските похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век. Пред се ова се однесува на нашиот век, затоа што следат зборовите: очекувајќи ја блажената надеж и славното јавување нашиот семоќен Бог и Спасител Исус Христос, неговото второ доаѓање. Таа благодат ни е дадена не за да ја злоупотребуваме, туку дури и да не воспитува за да живееме еден богоугоден живот. Четрнаесетиот стих, кој се даде сами од себе, е ова место нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти за себе, за да очисти за себе собствен народ, кој му припаѓа, кој ревнува за добри дела. Интересен е овој дел, ревнува за добри дела. Знаете, обично ќе кажат: верувај и само верувај. И точка. И тоа дали е така? Ефесијаните 2 глава, пак да ги прочитаме стиховите од 8, ама овој пат до 10. Ефесијаните 2 глава. Слични стихови, барем дел од стиховите на овој последниот што го читавме 14-тиот од Тит 2 глава. Да се посетиме, зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар, не е од делата, за да не се фали некој, и толку некој застанува тука. Меѓутоа 10 стих вели: имено негово дело сме создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Да, точно е. Не се спасуваме ние со своите дела. Меѓутоа, како што вели Јаков, делата се показател дека ја имате онаа вистинска вера. Делата ја усовршуваат верата, значи вашата вера е несовршена,
ако е без дела, кои што патем речено не се наши дела, ние треба да одмориме од нашите дела, да влеземе во саботниот покој, а тие дела се дела што Господ ги прави преку нас. Како што самиот Исус ги каже во Јовановото Евангелие, не јас, туку Отецот ги прави делата. Изборовите што ги зборувам не се мои, туку на Отецот. Ете, тука можеме да уфрлиме молитвата зашто е потребна. Целосна зависност од Господа покажал и самиот Исус како пример за нас. Јас често пати ги земам како можеби мегиници на тоа Евангелие или сваќањето на планот на спасение, овие два стиха, Јован 15.5, кај што вели без мене не можете да направите ништо. И Филипјаните 4.13, кој што вели се можам преку Христа кој ми дава сила. Толку едноставно. И сега се навратиме во Откровение 14 глава да видиме дека тоа Евангелие, тоа вечно Евангелие опфаќа и други делови кои што ќе ги разгледаме понатаму. Откровение 14, 6 и 7. И видов друг ангел како лета посреде небото имајќи го вечното Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, и на секој племе, и јазик, и народ, и зборуваше со силен глас. Носејќи го вечното Евангелие, зборуваше со силен глас. Што? Ова пред се е значено за наше време, затоа и ова порака е за наше, за последното време. Но, еве што опфаќа, што е дело тоа вечно Евангелие? Бојте се од Бога, или имајте стравопочит, како што вели другиот превод, подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој што го создал небото, земјата, морето и водните извори. Еве што опфаќа Евангелието. Не е само верува и ќе биде спасен. Промена, целосна промена, коренита промена. Стравопочит. Денеска имате верски заедници кај што кога ќе влезете, не знаете дали сте влегли во црква или не знам кај. Зошто? Затоа што немаат стравопочит кон Бога. А ја немаат стравопочит затоа што го немаат вечното Евангелие. Не го разбираат Евангелието. Проповедаат друго Евангелие. Станале Вавилон. Вавилон падна. А живееме во време во кое што, второ послание до Тимотеј, што се спомнува? Каков совет Павле му дава на Тимотеј? Второ послание до Тимотеј, 4 глава, ќе читаме од првиот стих. Те заколнувам пред Бога, второ послание до Тимотеј, 4, од 1 понатаму. Те заколнувам пред Бога и Христа Исуса, кој е готов да им суди на живите и мртвите, со неговото јавување и неговото царство. Проповедај го Словото. Пазите, овие првите стихови алудираат на тоа дека токму се однесува на наше време пред се. Готов да им суди, спремен да се јави. Проповедај го Словото, а Словото е Евангелието. Тоа вечно Евангелие. Настојува во време и во невреме, изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука. Зошто ќе дојде време, денеска живееме во тоа време, кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители за да им ги скокоткаат ушите, да си слушаат оно што тие сакаат да си слушаат. И ќе ги одвртат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки, а ти биди трезвен во се, трпи го страдањето, врши ја работата на евангелист, исполнува ја својата служба до крај, или со други зборови, до крај проповедај го вечното Евангелие. Едно единствено. Не за џабе Павле рекол во Галатјаните 1 глава, страшни зборови запишани, Галатјаните 1 глава. Во оваа тема може многу да се зборува, меѓутоа времето е толку дозволува. Галатјаните 1 глава од 6 до 10. Се чудам дека така брзо се одвративте од оној кој ве повика во Христовата благодат и преминувате кон друго Евангелие кој не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото Евангелие. Тоа е тоа истото, вечното Евангелие, Христовото Евангелие. Но ако и ние или ангел од небото ви проповеда друго Евангелие, различно од оно што ви го проповедавме, да биде проклет. Анатема. Не е лесно да стоите на говорница и да тоа е на голема и света должност. Затоа што ако проговорите нешто друго од она што е
вечно Евангелие, тоаш не ги носите душите кон спасение. Како што рековме порано и сега пак ви велам, ако некој ви проповеда Евангелие што се разликува од оно што го примивте, да биде проклет. И сега видите 10 стих интересен. Ова намерно го читам после она во 2 Тимотео. Значи, живееме во време кога луѓето сакат да си слушаат бајки, да си слушаат мили нешта, а овде, осудувајќи го, фрлајќи анатема врз другото Евангелие, било кој да е и какво и да е, Павле вели, дали јас сега ги уверувам луѓето или Бога? 10 стих. Дали настојам да им угодам на луѓето? Сега имаме улогата на говорникот, на оној кој што го изнесува Евангелието. Имате луѓе кои што сакаат да слушаат тоа што сакаат да слушаат. Јас дори нема да спомнам каде, меѓутоа слушнав зборови од наш пастор кој што кажа се надевам дека во наредните вечери и предавања ќе ви го задоволиме вашиот вкус. Еве тоа е тоа. Тоа што сакате да слушнете, кажете, пожелби. Знаете како на свадба ќе отидете, па таа и таа песна. Таа ми се свига мене. Таа сакам да ја слушам. Но, вели Павле, или настојам да им угодам на луѓето, ако уште би им угодувал на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Тоа со тоа не оди. Па обидете се па да им угодите. На двајца, тројца во фамилијата не можете да им угодите, а не па на 50 души. 50 луѓе, 50 желби. Не е возможно. Живееме во едно страшно време, во кое што повикани сме да ја изнесеме ангелската вест и вечното Евангелие во време во кое што луѓето сакат да си слушаат бајки и ја отргаат, значи, срцето го отргаат од вистината. А вие треба да се покажете, како што Павле го советува Тимотеј, до крај, доследен, да го проповедате вечното Евангелие, затоа што тоа е тоа. Тоа е радосната вест, нема друга радосна вест. Радосна е веста дека ние не можеме самите, Господ може, Господ направил се, меѓутоа тука има наши делови, елементи кои што не смеат да се запостават. Земете го повторно на светилиштето. Дворот, па првиот дел од светилиштето, кој што го нарекуваме често пати и, значи, дворот, крштевањето, предавањето, значи тоа е предавање на Господа, потоа имаме дел на посветување и на прославување. Не може едно без друго, тоа е во еден пакет. Нека Господ ни помогне да навистина, како што кажа сестрата од Бугарија, веќе си заминала, како што гледам, да даваме јасен звук на трубата. Ние сме генерација, ние сме тој Илија во последното време, ние сме тој ангел кој што треба да однесеме веста на вечното Евангелие. Дека настапил и судот, дека кратко е времето, дека не знаеме и кога ќе настапи судот и врживите. Че живееме во озбилни времења во кои што треба громогласно, со силен глас да ја изнасаме тоа ангелската вест. Нека му е слава на Бога за оваа порака и нека ни даде сили и дух свети за да ја изнесеме како што треба. Амин.